Добар ден на сите кои што сте на фреквенцијата на телевизија Стар и кои што ја започнавте оваа скратена работна седмица заедно со нас. После великденските празници кои што се надевам ги поминавте убаво, со верување кој во што си верува во воскреснувањето, во убавите мисли. Мојата мисла е дека треба да имате убави мисли, па да им правите на луѓето околу себе добро и така ќе поминат сите големи наши празници. Ако одиме на црква, мислиме лошо, тогаш џабе одиме. Толку за празниците, бидејќи продолжуваме ние со нашата реалност, која што е составена од политичка криза, составена од многу протести, кои што денеска не продолжуваат, ама од утре ќе продолжат. Оставија сите кои што протестираат за празниците да одмориме сите и сега влегуваме во недела која според многумина може да биде и клучна во разврската на политичката криза. Многу такви се најавуваа, меѓутоа сосема јасно е дека влегуваме во оваа недела со ставови кои што се зацементирани. ВМРО ДПМН вели сакаме да одиме на избори, СДСМ вели нема услови за избори и аболицијата мора да се повлече, а изборите која ќе има услови за такво нешто. Утре Штип пак ќе биде домакин или организатор на еден протест, не домакин, организатор, на кој што досега Социјалдемократскиот сојуз се јавува како поддржувач. Но клучна е улогата сепак на најголема опозициона партија во целата ситуација во државата и затоа ние денеска за вас го имаме наш гостин и ваш господин Владимир Милошев, председател на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Штип. Господин Милошев, добар ден, добре дојдовте во нашето студио. Добар ден, добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Дозволете ми на самиот почеток на емисијата, на гледачите на телевизија Стар од православна вероисповед, да им ги честитам великденските празници, срдечно да им посакам многу здравје, многу лична и фамилијарна среќа и благосостојба. И да имаме Великден барем од до година на кој што многу од граѓаните нема да бидат оптоварени со спротивставености, со протести и контрапротести, во кој што очигледно мораше да дојде до нив. Да, во духот на христијанството сегаш се надеваме дека период кој што ни престои после празниците ќе биде период исполнет со мир, со среќа и секако значи со радост помеѓу граѓаните. Јас реков, значи, очигледно дека во држава како да мораше да дојде до протести. Минатата година, практично денеска е 3 мај, точно пред една година отприлика се случи тој голем, со 10 дена помалку, односно повеќе, тој голем протест во Скопје. 17 мај беше минатата година така, во Скопје. И потоа се чинеше дека ќе нема такво нешто, но изгледа клучна беше аболицијата. Дали тоа е моментот што е преполни чашата за да се излезе повторно на протести, граѓанскиот сектор ги организира, но очигледно поддршка има од опозицијата. Па да, за жал, после потпишувањето на Пржинскиот договор, после оној период на објавувањето на материјалите од вистината за Македонија, до кој што неминовно мораше да дојде до потпишување на договор. Тоа беше Пржино 1, Пржино 2 договорот, а според тој договор сега веќе 8-9 месеци од него требаше да имаме заокружен изборен циклус, избрана нова влада на слободни, фер, демократски избори, која што нова влада на Република Македонија ќе ја врати на Македонија на евроатлантскиот пат. За жал, во целиот овој период, после подпишувањето на договорот од Пржино во јули минатата година, Груевски правеше се да не дојде до негова комплетна имплементација, односно сите рокови се пробива, а Груевски со неговите преговарачи се служеа со малски финти и трикови, токму да не дојде до имплементација на договорот. И наметнува теза дека СДСМ не сака да оди на избори, така? Па да, тоа е теза која што наметнуваат, меѓутоа тоа е веќе прочитана апсурдна теза. Доколку се спроведуваше договорот од Пржино, пак ќе кажам, денеска веќе ќе имавме завршен изборен циклус, ќе имавме сосема нова влада на Република Македонија, избрана на слободни, фер и демократски избори. Меѓутоа, веќе од тие причини, македонската криза веќе навлегува во длабока криза. Значи денеска македонската криза се наоѓа во една длабока криза. Македонија продлабочена криза и Македонија денеска наликува на еден брод кој што плови кон Санта Лет, по чие што удирање сметам дека враќање назад ќе нема. Ние ќе се вратиме на разговорот наш, меѓутоа да вклучиме гледач, очигледно ќе има интерес за да ве прашаат нешто. Добар ден, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, добар ден, повелете.
Имам прашање за гостино ваш. Ајде. Дали излева на телевизија со чисто срце? Со што? Со чист? Со чисто срце, Добро. со чиста душа. Тоа што го зборе дека е управо. Само тоа ви е прашањето? Не ми е тоа. Ајде. Меѓутоа нека одговоре на тоа прашање. Нормално што ми излегува, како би излегувало инаку? Дали излегувате со чисто срце? нека Дали верувате во тоа што е? Да, во ред. Ако е во тоа ред. прашањето, ќе му одговорам веднаш. Може Да, одговорам. може да одговорите, Денеска веројатно на ќе ми- третиот ден од Великден, апсолутно излегувам со чиста совест и чисто срце пред граѓаните на Штип. Ајде, имате следно прашање? Имам следно прашање. Ајде. По кој основ он окривува ВМРО партијата дека е она виновна за овај неред у државата? До сега не се е случило ВМРО да направи таков неред како они што направија на протестите. Не е прв пат. Гледаме ја случката пред еден саат, да кажам, у турскиот парламент, до кој степен доваѓа насилството. Гледаме по другите парламенти, а и гледаме уличната ситуација у Франција пред некоја ден у Брисел, овај да речем у Париз. Така? И како може да кажува дека ВМРО е тај што неред у државата, што од државата оде не, да речеме, не добар пат како они што си кажуват. Нели е можело тоа да седне, како што ги викаа, да седнат да се договорат партиите и тоа што се договора да се почитува, а се виде кој не го почитува тоа. Он кажува за бомбите, кажува за други работи, тамо дека не е како што треба, да речеме, ни суд, ни закон, ни парламент, ништо. Значи за се е крив ВМРО. Така, добро, тоа ви е прашање. По кој основ сега шарена револуција у Македонија? Зашо? Така, еве да ви одговори нашиот гостин. Благодарам на јавањето, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Ќе одам поред и ќе одговорам на неколку серијски прашања што ги постави. Значи, одговорив на првото прашање дека апсолутно со чиста совест, со чисто срце, како што рече гледачот, излегувам пред граѓаните и одговарам за оно што ќе го кажам. Втора работа, зошто го обвинувам ВМРО ДПМНЕ за ваквата состојба? Па добро, кој владе 10 години во Република Македонија? За сите состојби во било која држава, власта е одговорна за случувањата во државата. Оно што го слушнавме од материјалите за вистината за Македонија, прислушуваните разговори, слушнавме тешки криминали, слушнавме тешки злодела. Тоа беа функционери, високи функционери на ВМРО ДПМНЕ. Смета дека ВМРО не го подкопува договорот, туку СДСМ е виновен за подкопување на договорот. Пред малку кажав. Дали е формирана анкетна комисија на која што треба да се испитат прислушуваните разговори во Слободната Република Македонија? Дали профункционира? Дали функционерите на ВМРО ДПМНЕ се јавија во анкетната комисија? Беше договорена реформа во медиумите. Дали се исполни реформата во медиумите? Не само што не се исполни, туку денеска пропагандата е најлоша од било кога досега. ВМРО ДПМНЕ при договорите, при преговорите минатата година се откажа од Министерството за внатрешни работи, само да не ги дадат медиумите. Медиумите полни со спинови и гебелсовштина, плашејќи се да не прогледа случајно народот. Дали се исчисти избирачкиот список? 1.780.000 гласачи впишани на избирачкиот список. Официјални податоци на Фонд за здравствено осигурување 1.720.000 гласачи. Операција наречена чистење на избирачки список заврши со тотален дебакл. Беа избришани починатите, ми се чини. Тоа е дел што е завршен. Оно што е клучното не е завршено од избирачкиот список. На избирачкиот список според последниот извештај усвоен на Државната изборна комисија
Додадени се плюс 5000 гласачи. Абсурдна ситуација. И мислам дека обвинуваше гледачот, пред да го вклучиме следниот гледач, за кршењето и хулиганството што е на протести, дека била направена штета. Зошто било тоа направено? Пред малку спомнав дека имаме пропаганда која што е најлоша од досега. А го обвинуваат председателот Заев и Сорос за подпалување на граѓаните, за поттикнување на немири и така натаму. Зарем не гледаат дека се работи за разбудено граѓанство, кое што долги години своите слободи немаше начин, немаше модус да ги манифестира. Или го гледаат, меѓутоа не сакат да го видат. Во Македонија моментално имаме разбудено граѓанство. Оваа битка, моментално, не представува битка помеѓу две политички партии, две големи носички политички партии во македонскиот политички естаблишмент или помеѓу два лидери. Оваа битка моментално сметам дека представува битка на граѓаните против корумпираната, абсолютистичка, диктаторска, криминална власт. И сметам дека оваа битка има многу повисоки цели. Тоа се демократијата, слободата и иднината. Така, да вклучиме уште еден гледач пред првиот блок реклами. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Штип. Вака сега. Дали реалноста ќе стапи на сила или пристрасноста? Ја неколку пати тоа го имам на овој парламент, граѓански парламент поставено, меѓутоа изгледа за жал пристрасноста секој пат ќе ни биде присутна. Што сакам да кажам? Гледач што се јави и му постави прашање на председателот со чисто срце. Дали на овие гласачи на ВМРО ДПМН и не и смета криминалот што е воведен овие 10 години во Македонија. Изгледа работа под директива на некого. Тоа е пристрасноста. И една друга работа, ќе му поставам прашање на предходниот гледач. Дали е за Скопје бил под притисок или е од негова лична желба? Меѓу одговорот ја ќе му го дадам дека е отишол под притисок, а неговата вредност е еден сендвич во автобусот што ќе му го дадат, а сиромаштијата ја трпе. Сега, прашање до председателот. Председателе, сега нашите правници, правните експерти, правото го тумачат на многу различни начини. Да почнеме од Каракамишева, па да завршиме до Шкарич. Дали некој во овој момент ќе треба на одговорност да го земат затоа што правото во Македонија не постои. Правото е извештачено, исто како и судството. Сега, дали некој ги оправдува протестите на опозицијата или на граѓанското друштво протестирам? Тоа е за секој граѓани, не е тоа само за Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е за секој граѓани, тоа е за државата. И треба луѓето да се приклучиме сите, да го спречиме криминалот што му е нанесен овие години на нашиот сиромашен народ, да се спасиме од сиромашчијата, да се спасиме од узурпацијата што ја воведе оваа актуелна власт. Тоа е реалноста, нека го сванат луѓето и да не работат под притисок. Нека работат со свој став, со своја глава, не со испрани мозоци. И уште еден апел, утре и протестите почнуваат на граѓанското друштво протестирам, меѓутоа помасовно да се собереме и оваа голгота да ја спречиме. До слушање. Така, благодарам многу, повеќе беше еден коментар. Можеме да прокоментираме после рекламите, да одиме со обврските, бидејќи не беше директно прашање, таман ќе прокоментирате за ова што го кажа нашиот гледач. Одиме со реклами.
Купувај и добивај со Хитго и Тера маркети. Учествувај и ти во големата наградна игра. Со собрани 5 купони стануваш потенцијален добитник на една од 200 награди. Вредносни ваучери, патувања во Виена, Прага, Истанбул и Будимпешта, летување на крв, тасос и халкидики, велосипеди, скутери и секако главната награда автомобил Opel Astra. 3 месечни излекувања и главното излекување на 1 октомври во Штип. Се гледаме. Најубавата сала за свечености во Источна Македонија сега е на ваше располагање. Ресторан Амор Кучани со најубаво мени, најубав интериер и најбрза услуга. За свадби, свечености или семинари, ресторан Амор Кучани. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовски од Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Мажите со стил знаат што сакаат. Го сакаат најдоброто за себе и тоа веднаш. А најдоброто ќе го најдете само во БК Мода, единствениот специјализиран бутик само за мажи. БК Мода. Мажите знаат зашто, а и жените. Само за мажи. Оние луѓе кои не пијат нафта, ја обработуваат и заработуваат. Тие луѓе се петрохемиски инженери. Насока дизајн и менеджмент на технолошки процеси. Нашите дипломи се меѓународни. Бидете инженер на сопствената иднина. Технолошко-металуршки факултет, Скопје. Најопремени и најефтини, Паневски. Продажба на иверка, Медиапан и оков за мебел, како и компјутеризирано кроење и кантирање со најсовремени машини. Во Паневски и алуминиумска столарија и ПВЦ, како и оков за алуминиум и ПВЦ. Повелете и проверете во кругот на Туртел Штип или јавете се на 078 424 682. Паневски. Во населбата Сењак, во приземјето на најубавата зграда во Штип, се отвори и најубавиот маркет во градот, Стандард. Стандардно највисок квалитет и стандардно најниски цени. Стандард маркет. Фризерско студио Колура. Вие заслужувате да бидете најубави, а ние сме овде да ви помогнеме во тоа. Тим со искуство од 10 години стои на ваше располагање. Студио кој ги следи сите светски трендови. Feel the difference. Фризерско студио Колура. Кибела. Најдоброто од мајката земја. Вкусно и здраво. Природно сушена слива на планински воздух во падините на Берово. Агромакс.
едноставно природно. Сакате денот да ви биде убав? Наберете свежо пролетно цвеќе. Сакате денот да ви биде уште поубав? Одберете си совршен пар пролетни чевли. Сите лојални Марвел потрошувачи ги очекува подарок. Картичка за попуст во Марвел. Повелете и први пробајте ја пролетната Марвел колекција. Количините се ограничени. Марвел. Посетете ме, Мебел, Јумис. Еве не назад, продолжуваме. Ќе продолжиме од моментот две поенти имаше нашиот гледач за толкувањето на правото од различни аналитичари и за тоа кој како оди на протести и мотивите кои се за протестите. Да, тоа беа поентите од дискусијата на последниот гледач. Првото му беше како прашање до мене, дали еминентните професори застапуваат од типот на професор Шкарич, дека потребно е, значи, санкционирање на сите оние кои што го имаат прекршено правото. А фактот е еден, дека врхушката на ДПМН прави се да ја избегне раката на правдата. Сите овие состојби, поврзани со кризата, Груевски е главниот генератор околу одлуката на председателот Иванов, така наречениот председател Иванов, за аболиција, помилување, е всушност добро обмислена и претходно договорена работа, за да сега во евентуални идни преговори имаат што повеќе, што подобра стартна позиција. Тоа е моје видување. Одлуката на Иванов за аболиција, апсурдност на одлуката оди до таму што според оно што го беше објавил во одлуката дека претходната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска е помилувана 11 пати. Претходниот министер за транспорт и врски Милена Киевски 16 пати и така натаму. Со што се разликуваат од секој обичен граѓанин на Република Македонија? Ако и јас направам криминал, треба да одговарам, како и тие што ќе одговарат пред лицето на правдата. Значи, правдата во оваа држава мора да завладее. Аргументите на Иванов дека побуда, односно повод за неговата одлука е да се смират страстите, да спречи можно некакво меѓусебно истребување. Да, и странци споменуваш. Да, странските сили дека овде биле вмешани. Апсурдно стои до таму што професор на правен факултет, како што е Иванов, употребува реченица во своето образложение за носење одлуката дека изборите се поважни од владење на правото. Поголема абсурдност и глупост не може да се слушне на овие простори уште до временски период. Околу контрапротестите, носењето на контрапротестите. Можеме да кажеме дека најабсурдниот, највулгарниот проект на ВМРО ДПМН е организирање на контрапротести. Уникатни сме, мислам, во светот и по таа работа. Да се протестира пред седиштето на СДСМ во Скопје против аболицијата на Заев и Верушевски, не бере сами си ја донеле таквата одлука, не знаат дека Иванов ја донел таквата одлука, или само едноставно по методот копи-паст се протестира пред седиштето на ВМРО ДПМН, па ајде сега ќе протестираме пред седиштето на ДПМН, на СДСМ. Околу притисоците и уцените.
заканите. Имаме и фотографии како од дворот на јавното предпријатие ИСАР, паркиране автобусот, по налог на директорот, вработените, што беа договор на дело, се качуваат во автобусот и се транспортираат до местото на одржување на контрапротестот. Во клиничката болница во Штип, под директен налог на раководителите, се испразнити работните места на средниот и нижиот персонал и се упатувани на контрапротести. Ете, тоа е реалноста во која што живее Република Македонија. Така, гледач не чека. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Малку ве почекав, ама нема веза. Се извинувам. Интерес на народот. Поздрав до граѓаните на општина Штип и до вашиот почитуван. Поздрав и до вас. Среќни празници. Така, среќни празници и се напред со Господ напред. Господ гледа се и тој ќе каже на крајот се како треба. Сакам да го прашам вашиот ценет гости, бидејќи тој е знам доктор хирург, така? Така е. Така. Па ме интересира колку операции има овој доктор направено до сега. Тоа е едно прашање. Второ прашање. Пред некој ден имаше сообраќање на несреќа, тој беше повикан и зошто не се јави? И сакам да му дам еден мој добронамерен совет. Тој да се обрати, да се внимава, да се даде повеќе внимание и да се посвети на неговата струка како доктор, бидејќи за тоа дал и Хипокритова заклетва да и помага на луѓето. Меѓутоа, со неговото досегашно владење на политичка сцена, се види дека тој и неговата партија не ги бива за политика, наместо да ја помагат на народот, тие меѓу себе повеќе ги замразуваат и скаруваат македонскиот народ меѓу себе, што не е добро, мислам. Супротно на неговата професија што е наместо да ја помага. И друго не ми е јасно. Нека ми каже каде има до сега во светот опозицијата да ја викат на избори, а таа да не сака да излезе на избори. Тоа не ми е јасно. Поздрав. Така, благодарам, пријатно одговор. И на тие прашања, јас баш го прашав нашиот гостин претходно како си помина за празниците, ми кажа нешто друго од ова што ви го кажувате. Цитирам дека гледачот се служи со лаги инсинуации, типично за провиненцијата од ВМРО ДПМНЕ. Може да кажам, некам да се жалам пред аудиториумот, меѓутоа великденските празници буквално ги помина во болницата. Бев и на 24-часово дежурство, бев и на повик, имаше некои сообраќајни незгоди. Денеска буквално до операциона сала влегувам во вашето студио. Значи цел ден бев во операциона сала, а точно колку операции имам направено, ќе го повикам гледачот да дојде во болницата и да му презентирам колку се интересира месечен, годишен извештај и така натаму. Значи транспарентно и отворен за увид во она што се вика професионалниот ангажман. И мислам дека имаше коментар дека СДСМ ги скарува луѓето, дека ги разделува. Така нешто беше во тој смисол. Зошто? Да. Ајде околу меѓусебните конфронтации во внатре македонскиот киво малку подоцна, околу втората работа избори. СДСМ бега од избори. Уште еден спин од пропагандата на ВМРО ДПМНЕ, од куњата на ВМРО ДПМНЕ. Социјалдемократскиот сојуз бараше избори, Социјалдемократскиот сојуз сака избори и Социјалдемократскиот сојуз е спремен за избори. Меѓутоа, не избори кои се случуваат досега. Не избори со фиктивни гласачи, со непостоечки гласачи, со невалиден избирачки список. Не избори под ваква медиумска атмосфера. Последниот извештај пред великденските празници на Freedom House. Знаете каде е сместена Република Македонија? Од земја со делумно слободни медиуми, сега паѓаме во неслободни медиуми. И кога сме као пред А медиумите, спиновите и гибелсовштината се главната алатка на груевизмот. Само да прокоментирате пред вториот блок на реклами, бидејќи тој извештај, денес објавен извештај на меѓународната кризна група, да. Вели Македонија заедно со Авганистан, Бангладеш, Гамбија, Ирак, Азербејџан, Република Конго и Сирија рангирана во земјите со влошена состојба. Политичката криза продлабочена, широки домашни меѓународни критики како и повеќедневни протести, како главна причина за тоа се наведува одлуката на Иванов за аболиција и потврдувањето на одлуката за распишување на изборите. Така. Значи веќе релевантни институции ја рангираат Македонија каде се наоѓа.
ВМРО ДПМНЕ ја доведе Македонија пред распад. Македонското општество, вакво руинирано, вакво уништено македонско општество го доживува сега кризата на македонско општество ја доживува своето кресчендо овие денови. Очигледно е дека влегуваме во финална фаза, завршна фаза, меѓутоа многу опасна завршна фаза. Болните умови сакаат по секоја цена оваа криза да ја решат со генерирање на друга криза. Да сами по секоја цена одат на избори на 5 јуни. Дури ако се сеќавате дека аплаудираа во македонското собрание на денот кога свираа по градовите, се веселеа, не бере кој знае сме влегле во Г7 најразвиени држави па славиме нешто. Како би прокоментирали? Типично за нив. Типично за нив. Избори на 5 јуни нема да има. Избори во Македонија. Македонија не е спремна за избори. Македонија не е подготвена за избори. Сите европски влади, Стејт департментот отворено посочија дека Македонија во овој момент, во ваква констелација на односи, не е подготвена за избори. Според тоа, не дека СДСМ бега од избори. Македонија бара фер, слободни и демократски избори. Се друго ќе биде само влегување во еден невиден хаос, од кој што тешко е ќе може да се излечи. Пред да одиме со вториот блок на реклами, имаме уште малку време. Тезата дека СДСМ како опозиција зошто не сака да оди на избори, има контратеза која што срамежливо понекогаш се кажува, вели зошто пак тој кој што е на власт да сака избори? На власт не му требаат избори, си останува на власт. Имаме нелегитимна власт. Например. Во моментот во Македонија немаме власт. Имаме само формална власт, а кој што е остаток од претходната власт на ДПМНЕ, која што после објавувањето на материјалите вистината за Македонија комплетно го изгуби својот легалитет и легитимитет. Сега таа формална власт држи само неколку институции со своите железни канџи, се со цел тие институции до крај да ја одиграат својата мисија, со што врхушката на ДПМНЕ ја избегне раката на правдата. Одговорноста за направените злодела и криминали. Имаше, режи, имаме само уште минута-две можности да поставиме прашање пред рекламите. Така, само кратко, или после рекламите. Во ред, одиме со реклами и се враќаме повторно. Најниски цени во маркетите на Кидго. Јајца 30 во 1L големи на 134 денари, бој за јајца 4 денари, чинија за јајца 12 во 1, 37 денари со клуб картичка. Чаден свински врат Глобус 225 денари со Кидго клуб картичка. Крави кашкавал вкусно 270 денари со клуб картичка. Зачи вегета 63 денари со клуб картичка. Пиво наше македонско со гратис чипс 72 денари со клуб картичка. Маркети Кидго. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Направете промена во изборот на напивката со 100% чисто какао Кибела. Кибела, подарок од најдоброто од мајката земја. Сакате 3 желби? Но гастрономски? Повелете во рибниот ресторан Златна рибка на нова гастрономска авантура. Топол амбиент, гостопримливи домаќини и неодоливи јадења. Повелете на рибни специјалитети, но и традиционални јадења и вкусна скара. Сакате уште 3 нови желби? Тогаш повелете во рибниот ресторан Златна рибка. И оваа недела неверојатно ниски цени во Туш. Замрзнато пиле Адриус 109 денари, свински ребра Агрија 169 денари, свежа риба пастрамка 235 денари, сувогорско сирење 115 денари, свежи месни обработки 169 денари. Туш, каде добрите нешта чинат помалку.
Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовски од Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Сакате мир, спокој, но врвен квалитет и сигурност. Стамбена зграда Птица. Нов стамбен објект во Штип со докажан квалитет и најниски цени. Кај ветеринарната станица на супер локација и собствен паркинг. Сите станови се со совршен распоред и големина од 38 до 88 метри квадратни. Инвестирайте во својата иднина. Птица, Птица. Од идеја до реализација со Градител Штип. Проектирање, изведба, продажба на секаков вид градежни материјали, обука за млади, но и возрастни, издавање на лиценци за зидари и фасадери, признаени низ цел свет, најсовремен склад со цемент, блокови, фасадерски материјали, граѓа, железо, како и лимови и профили. Достава до самото место на градба. Градете и изградете со Градител. Големо празнично намаление во Зендолино. Сардина Квин 35 денари. Скуша метро 134 денари. Пастрамка Норфиш 310 денари. Зачинало 300 грама со подарок ренде 68 денари. Кравји кашкавал Екошар 315 денари. Кравјо сирење Идеал Шипка 215 денари. Рефус чадена сланина од Пекабеско 288 денари. Амета копан со надкопан 102 денари. Кока-кола 2 по 2 литри 118 денари и Фанта 99 денари. Шпагети Дивела 39 денари. Мајонез Витанез 89 денари и тортина од винчини за 65 денари. Зендолино ви посакува срекни прамомајски и великденски празници. Вака сега, не чекајте да пукне лето, па после не сме ви кажале. Правец во Интерсолар, ем ки си се бањате џабе, ем субвенции ки си земете. Е исто, ама не е исто. Со парите што ќе ги заштедите, повторно одите во Интерсолар и си купувате блиндер врата и тоа во најразличен дизајн, боја и современ квалитет. Интерсолар ви нуди целосна подршка, продажба, сервис и монтажа. Башка и купувате на рати со попусти. Заштедете и заштитете се. Интерсолар. Продажни салони во Кочани наспроти градскиот парк и Сењак 3 во Штип. Уметничка пролет на Угада. Неповторливо, несекојдневно, ама ќе се случи. На 21 април, Петри Чеку, Антонио Китановски, Емилија Потевска. 16 мај, Владко Стефановски и Мирослав Тадич. 27 мај, Васил Хаджиманов бенд. Овозможено од Универзитет Гоце Делчев, Штип. Во Деликатес нема сезонски попуст. Кај нас цените паѓаат во сите сезони. Свински бут 235 денари, свинско каре 315 денари, свинска кременадла 195 денари, мешано мелено месо 198 денари, пафлак 198 денари, свинска плешка 215 денари, 10% попуст за скара на кило, свинско ребро 187 денари, врат без коска 215 денари, врат со коска 205 денари, свински бифтек 335 денари. И не заборавајте, секој ден печено прасе. Доаѓате, бирате колку сакате и од што сакате. Екстра гурманско во Деликатес. Овозможете му на вашиот стар ТВ приемник да биде во чекор со времето. Телекабел ви го нуди новиот HD дигитален ресивер, со кој имате можност да гледате HD и дигитални канали, да се конектирате на интернет, да ги снимите и прегледувате вашите омилени содржини. Единствено на Телекабел без месечна доплата. Сакате денот да ви биде убав?
Наберете свежо пролетно цвеќе. Сакате денот да ви биде уште поубав? Одберете си совршен пар пролетни чевли. Сите лојални Марвел потрошувачи ги очекува подарок. Картичка за попуст во Марвел. Повелете и први пробајте ја пролетната Марвел колекција. Количините се ограничени. Марвел. Оно што ми беше дошло на мисла претходно беше дека се коментира работата на специјалното јавно обвинителство. Јас забележав новинари кои што досега, за Јанко Јади Бурек во емисија забележав, синоќа гледав една реприза од претходна емисија од пред празниците веројатно. Тој коментираше, вели, некои судии се вели скршени веќе и можеби ќе има притвор, а тоа го сака СДСМ, вели, за да се обесхрабри членството на ВМРО ДПМН. Дали има веќе логика работата на специјалното јавно обвинителство доколку после аболицијата? И тие најави дека во четврток после празниците ќе ја повлече одлуката Иванов. Дали ќе ја повлече или нема да ја повлече, не можеме да кажеме во овој момент. Реков дека кризата навлегува во една завршна, драматична фаза влегува, опасна фаза влегува, меѓутоа едноставно одлуката на Иванов мора да биде повлечена. Специјалното јавно обвинителство со поддршка од сите 4 партии, потписници на договорот од Пржина, со поддршка на целиот меѓународен фактор, кој што е многу битен, неговата помош е многу битна во решавањето на македонската криза, едноставно мора да продолжи да работи. Секој кој што направил во оваа држава криминал, злодела, прекршување на законот и правото, ќе мора да одговара. Бидејќи капацитетот на обвинителството, на јавното обвинителство на Република Македонија не успеа да се издигне над законот, во тој случај настапи специјалното јавно обвинителство. Спорен ли е според вас капацитетот или намерите на обвинителството? Веројатно тоа се луѓе кои што го знаат за најдобро. Во Македонија е груевизмот е најголемиот непријател на Република Македонија во моментот. Односно, за поседнатоста на институциите од клиентелизмот на владењето на Никола Груевски. Пред се на правосудниот систем. Судството, кој што треба да биде столбот на демократијата, кај нас е сега денес е столб на срамот. Судиите ставени во функција на извршување на наредбите и задачите на врхушката на ВМРО ДПМН го згазија Уставот на Република Македонија, го згазија правниот систем на Република Македонија. Така, значи, сепак не навлегувате, има способни обвинители, работата како ја работата работа. Токму така, значи, оние професионалците во секоја сфера, имаме и професионалци, имаме и луѓе кои што се ставени во функција на партијата. Така, забележувам нови информации кои што велат Ораф и Бели го подготвуваат теренот за лидерска среда на маса повеќе можни решенија за кризата, меѓутоа официјално денеска од партиите потписнички на Пржинскиот договор единствено СДСМ ги повтори своите услови за преговори без да соопшти повеќе детали, инаку наводно имало некои разговори. Но продолжуваат протестите од утре и Штип е место на еден протест. Како ќе се вклучи СДСМ во него и како ќе се одвива тој протест? Веќе 2 недели пред празниците, еви сега денеска после празниците, продолжуваат протестите, односно продолжува шарената револуција во Република Македонија. Очекував да ме прашате зошто шарена револуција, нели така? Шарена револуција, интересно име има. Не дека побоите кои се фарбаат оние така, прва асоциација е тоа. Прва асоциација, и тоа шаренилото од што е? Шаренилото е прво од шарениликоста на националната припадност. Овде имаме и македонци, овде имаме и турци, овде имаме и албанци, овде имаме и роми, овде имаме и срби во протести на граѓаните. Шарениликоста е и по возраста. Имаме од студенти до пензионери. Шарениликоста е и интелектуалниот на поединецот, мислам, на образбата, така? Имаме од работници до професори на факултет. Токму затоа е шарена револуција и опозицијата во овој период, агендата на опозицијата се поклопува со агендата на граѓанските асоциации,
кои што се предводници на шарената револуција во Република Македонија. Всушност, граѓанските здруженија под заедничко име Протестирам се обединети околу Протестирам, сите заедно значи сме околу тие граѓански здруженија и сме учесници во шарената револуција. Социјалдемократскиот сојуз, како и досега, така и понатаму, ќе ги поддржува протестите во шарената револуција. До сега во Штип имавме 2 масовни протести пред великденските празници, а следниот, колку што имам информации од граѓанските организации, е закажан за утре за 18 часот. Ќе започне пред основниот суд во Штип и повторно ќе се движиме низ улиците во Штип. Ги повикувам во оваа прилика, сакам да ги повикам граѓаните на Штип да ни се приклучат во овие мирни, достоинствени процеси за слободни, фер и демократски избори. Сега има една ситуација која што е интересна и мислам дека можеби тоа што СДСМ го почитува до крај, она што е граѓанско одлучување и дека граѓанско движење Протестирам, нели ја отежнува малку ситуацијата на СДСМ во евентуалните преговори, бидејќи и пред најавениот состанок средба во Виена, Заев рече ќе ги прашаме граѓанските организации. Дали малку не се губи она чисто партиското на СДСМ, бидејќи не може да настапува сосема партиски, се става во улога на она што ќе го кажат граѓаните. А тоа не е баш во согласно со партиското делување. Тоа не би требало да биде хендикеп, туку напротив бенефит на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Имајќи го зад себе оној широк граѓански фронт, кој што точно ги има дефинирано кои се поентите, кои се целите, кои се барањата заради кои што се прави шарената револуција, овде мислам дека ме олеснува работа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Пак ќе речам, значи, зад нас го имаме целиот граѓански фронт, ние сме во тој граѓански фронт, кога ги имате граѓаните, секојдневно из Македонија имаме десетици и 100.000 граѓани на Република Македонија, кои што веќе без страв излегоа на улица и отворено му кажуваат дека своите барања, дека режимот мора безусловно веднаш да замине. На крајот, предпоставам дека сме на крај, мораме да потенцираме дека Република Македонија во периодот кој што ни предстои ја чека еден огромен предизвик. Тоа е борбата против груевистичка Македонија. Во таа борба Македонија мора да победи. Едноставно мора да победи за да го спречи сопственото самораспаѓање. Случајно или не, од незнање или не, или со претходна умисла, сегаш кога ВМРО ќе се замеша во македонските работи, Македонија ги губи сите битки. Ќе се навратиме малку низ историјата. Дали Илинденското востание да го земеме за пример. Кога македонскиот народ од ВМРО беше навлечено голорак против многобројниот турски аскер, без поддршка од големите сили, да влезе во нерамноправна битка и катастрофално да биде поразен. Во независна Македонија 2001, повторно кога ВМРО е на власт, дојде до тој меѓунационален судир и денеска, кога исто така, под палката на ВМРО, се случува еден раздор внатре во македонското ткиво. Не само нетрпеливост. Имаме веќе знаци на омраза помеѓу македонецот, од едната и од другата страна. Меѓутоа Македонија мора да победи во оваа битка. Од рушевините на Македонија, од камењата, од рушевините на Македонија, мораме да ги изградиме повторно институциите. Секој камен ќе ставиме во секоја институција, во болници, во државна администрација, во судови, во образование, кои што ќе бидат основа за еден квалитетен материјал од кој што ќе се гради идната европска, слободна, демократска, просперитетна Македонија. Едноставно, со промените, кои што ќе се случат многу брзо, на Македонија ќе го вратиме повторно сјајот. Морам да ве прашам само на крајот, пред да се одјавиме, контратеза на оваа ваша теза за 2001 и еве сега,
и упорно се споменува, СДСМ сака без избори да влезе, бара техничка влада, да влезе на власт. И така беше и 2001, така е и сега. Дали има и во тоа вистина, така ли се чувствувате како? 2002 година имавме избори. Да. Дека сака и сега треба да има избори, велат СДСМ сака без избори да влезе. Постапи и контратеза. Сегаш кога ВМРО ДПМН е на власт, Македонија доведува до таква состојба на дното да е потребно вон институционално решавање за да дојдеме до некакви избори. Така беше 2001 за избори 2002 година, така се и сега, се надевам, избори 2016. Може ли да се осмелите да прогнозирате дека ќе има избори и кога? Очекувам и се надевам на институционално решавање на кризата. Секој тоа го посакува. Како Социјалдемократски сојуз сегаш повикуваме на мирно и достоинствено изразување на волјата на граѓаните. Тоа што медиумите, платени од наши пари, со својата црна кампања, ги нарекуваат граѓаните хулигани, вандали или не знам како, за неколку обоени гипсени фасади или некои скршени прозори, навистина това ниско и недостоинствено. И сметам дека сето тоа ќе биде надминато, дека повторно ќе се најде начин да се канализира целата состојба и Македонија да се внесе во мирни води, да се обезбедат услови за слободни, фер избори и некаде на есен можеби да одиме на токму такви избори. Така. Благодарам за гостувањето ваше и се разбира до следна прилика со ваше гостување. Во зависност како ќе се одвиваат работите и што ќе се случува од се ова што говориме. Благодарам на гостувањето. Тоа беше гостувањето на господин Владимир Милошев, председател на Општинската организација на СДСМ во Штип. Говоревме за актуелните нешта, за протестот кој што се најавува за утре, за протестите кои што досега се случија, се разбира, се надевам задоволни сте и од одговорите кои што ги добивте. Се гледаме утре со ново издание на Што мисли народ во оваа скратена работна седмица.